Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Промена на возачките и сообраќајните дозволи од денеска е бесплатна. Што значи, сега во буџетот магично се појавија пари за бесплатна промена. Дали биле предвидени? Не верувам. Каде ќе се скрати? Од здравството, културата, од пензионерите. Да нема ништо бесплатно на овој свет, некој друг ќе плати, во случајот сите ние. Зошто ова не се направи со сите документи и тоа на време? Што се промени? Дали на тие што веќе платиле ќе им бидат вратени парите? Сега го ќе ве потсетам да не заследите најнапред на Инстаграм, за да веќе од овој момент дадете одговор на денешното анкетно прашање, кое што е поставено на Инстаграм стори. Така да заследете, не кликнете на Црвена линија и на Инстаграм стори ве прашуваме дали треба да ја тужиме државата за стрес. Имате два одговора како опција, зависно кој е вашиот одговор. Тоа е праксата, кликате на да ако сте за да, ако мислите дека не треба да ја тужиме државата, кликате не. Во проценти секако резултатите ќе ги соопштиме некаде до пред самиот крај на Црвена линија, поточно по рекламите. На самиот почеток, пред да започнеме со ова, секако и со вашето вклучување во живо, да го погледнеме и прилогот на Петар Догов. Државата допред 2 години издаваше лични документи со старото уставно име, иако Преспанскиот договор повеќе од 5 години е на сила. МВР знаело или требало да знае дека документите треба да ги издаде со новото име, вели адвокатот Глигор Ќатовски. Тој поднесе барање до Уставен суд за заштита на слободите и правата. Според адвокат Ќатовски, ова е само еден од начините на кои граѓаните можат да го зачуваат своето достоинство по хаосот кој настана со промената на личните документи. Во овој контекст, загрозеното право на кое што се повикуваме е членот 27 од Уставот, односно правото за слободно движење во територијата на државата, но и слободно напуштање на територијата и враќање на територијата на државата. И во тој контекст сме ставени во понеповолна положба, односно дискриминирани према граѓаните кои што извадиле пасош со новото име, но ги поминале истите постапки кои што и ние сме ги поминале, но заради неажурноста на надлежните институции сме добиле лични документи со старото име. Професорот од правниот факултет Денис Прешова се повикува на одлука на Уставен суд од 2014 година, која се однесувала на почитување на обврските од меѓународни договори за безвизниот режим и миграцијските правила. Прешова смета дека и во оваа ситуација има сериозни елементи за покренување постапка пред Уставен суд, поради непостапување на државните органи за исполнување на условите за спроведување на Преспанскиот договор. Тие законски одредби, а сметам дека и оваа законска одредба сега, од законот од 2021 година за измена на законот за патни исправи, е апсолутно не е неопходен и е тотално непропорционален, бидејќи по автоматизам оневозможува лица без новите, условно речено, документи да ја напуштат државата, во конкретниот случај за патните исправи говориме пред се. Телма се обрати до канцеларијата на Народниот правобранител, а од таму во одговор велат дека по сопствена иницијатива ќе оформат предмет. Владата да ги рефундира и оние граѓани кои веќе ги платиле возачките и сообраќајните дозволи, смета омбудсманот. Најпрво ќе провериме зошто граѓаните не можат да си ги подигнат документите, иако одамна изминал рокот за тоа. Исто така ќе пратиме допис до владата, веднаш да најде решение за рефундирање на средствата на граѓаните кои веќе ги платиле возачките и сообраќајните дозволи. Ние не сме орган на прогон, односно немаме такви инструменти на располагање, но секој граѓанин кој смета дека во овој процес му е повредено некое право, може да се обрати до Народниот правобранител кој ќе действува во рамките на своите законски надлежности. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги повикува граѓаните да ја тужат државата за повреда на правата. Сегашната состојба каде речиси половина од граѓаните немаат нови патни исправи и нема изглед дека наскоро ќе ги добијат е директна закана по остварувањето на правото на слободно движење, додаваат од Хелсиншки.
Не наоѓањето на законско или друго решение за излез од оваа состојба со невалидноста на патните исправи може да има сериозни финансиски импликации за државата. Повредата на правото на слободно движење на граѓаните им дава многу цврста основа да ја тужат државата за повреда на нивните права и да ги добијат тие постапки во нивна корист. Обвинителството да истражува и да се вратиме неколку години наназад, за да дојдеме до одговори околу причината за ова што денеска ни се случува, повикуваат и други експерти од правната фела. А ние сега повторно во студиото стартуваме со црвена линија, но поточно со вас. На 023070005 се подразбира, тоа е нашиот добро познат број. Се намалува и тонот на телевизорот, секако за да можеме подобро да се слушнеме и се зборува исклучиво преку слушалка. Па еве конкретно за оние кои што подосна може би се вклучија во црвена линија, да подсетиме, денес имаме неколку прашања до вас. Според вас, зошто ова не се направи со сите документи и тоа навреме? Што се промени во меѓувреме и дали на тие што веќе платиле треба да им бидат вратени парите? И дали е ова само уште едно според вас предизборно додворување колку да се дојде на власт? Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали добро ме слушате? Јас ве слушам, но... Да. Да, дали е намален тонот на телевизорот? Па не е баш намален. Намалете го целосно, ве молам, затоа и доцнеме со тоа да се слушнеме меѓусебно. Добро. Ете така, за подобро да се слушнеме. Па еве, според вас, зошто ова не се направи, например, со сите документи? Што се промени? Ништо не се промени, што се промени. Јас денеска бев да сменам сообраќајна дозвола и службеникот ми рече дека не се плаќат во денари, се плаќат со картичка. Тоа си се насмее и ми зеде 500 денари за 2 коли, 500 и кусур таму колку треба. Значи да може да се плаќа само преку картичка. Кажете ми, еве, од вчера се бесплатни возачките, односно сообраќајните дозволи. Дали ова сега можеше да се промени и да биде многу упорено, па и за останатите документи? Ама како од вчера беше да не се плаќа кога јас денеска ги платив? Вие денеска ги плативте. Добро, еве, дали ова само според вас уште едно предизборно додворување колку да се дојде на власт? Па тоа е уствари работат, не знаат што работат, изгубени и во времето и во просторот и не знаат што работат. Тоа дали треба да ја тужиме државата според вас? Во секој случај, не државата, него поединци, добро, тоа разбравме, но ќе потсетиме дека доколку сакате да одговорите на денешната анкета, уште еднаш потсетувам, за следете на Инстаграм стори, прашуваме дали треба да ја тужиме државата за стрес. Да, не се две опции за одговор. Продолжуваме со вас, секако убаво е како и првиот гледач да споделите ваше лично искуство од местото, односно онака како што вие сте поминале. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Поздрав за телевизијата и за празникот ти трипун поздрав. Благодарам. На сите во Македонија и во диаспората нашите браќа. И кои чекат. Го поздравам и со Трајче Николовски и честитам му име ден. Да му честитаме имен ден на Трајче. Нека му е вечно името. А еве, зошто ова што се прави со... И на Трајче Ренџо и на сите и честитам име ден. Так. Кажете. Ајде да се навратиме на темата. Според вас, како и да нема ништо бесплатно на овој свет, некој друг ќе плати во случајот сите ние. Зошто ова не се направи со сите документи според вас и тоа на време? Зошто не се направи? Па затоа што едно неспособност, друго не е интерес во граѓаните. Штетата се граѓаните прави. Па и нарекувате измислена вечерска нација, гледаше. Не ги интересира, значи, за граѓаните. Ништо. Битуват едно друго право. Неспособна влада, гледа се. Нема интерес, ништо за граѓаните, битуват многу преку пресуди, дела немат ништо. Дали, еве, извадивте нова сообраќајна дозвола?
не ми е потребно, него и до сега требаше да се изваде, него не е извадено за тоа што не ги интересира за граѓаните, нема. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас, значи ве како и првиот гледач со кој што стартувавме со ова издание, слободно пренесете ги вашите лични искуства односно при вадењето на сообраќајните дозволи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе и до Телма телевизија. Да ти кажам најискрено, да не беа ова луда држава, не знам што теми ќе имавме за дискусија, значи ова стварно толку е крајно безобразно, навистина си играат со нас, само не државата да ја тужиме, него затоа што ако ја тужиме државата, значи пак од наш джеп. Значи јас мислам дека овие сите што се во парламентот да си се откажат од платите со време, да се покажат сега дека се солидарни, па да не земаат 3 месеци плата, па да може некако да се врати на луѓето, затоа што Тина луѓето немаа леп да јадат, мора да се сликаат. Колку стресови само им направија на луѓето, свесна си, ти знаеш, ги пратиш социјалните мрежи, колку народ има кој што се испотресоа, па кога рекоа мора и личните карти до тој датум, па сега не мора до тој датум, ама што е ова играње, значи ти уопште не знаеш, денеска ќе кажат една одлука, утре веќе ти не знаеш што ќе кажат. Така, види се. Според вас од каде се појавија овие сега пари за магично како магично за бесплатна промена? Па ете тоа, зошто немаше до сега од каде се појавија? Па ете од нас ке земат сега, нешто ке ни скусат, еве, нема да ни дадат. Не знам, Тина, ова е лудница, најискрено да ти кажам, толку неубави работи ни се случуваат, просто да не веруваш до после што ке рече. Благодарам многу и вам за учеството. Сега кога останете со нас, одиме со уште еден гледаш. Добар ден. Добар ден, Тина. Во Црвена линија сте, повелете. Еве вака. Зошто ова да се направи со сите документи навреме? Статистички покажано, кога би ги имале сите документи набавено, пасоши, па возачки, па сообраќајни, сите тие работи, докажано 2,5 милиони пасоши, 1.700.000 возачки. Во нормален тек, во најнормален, тебе ти требаат повеќе од 5 години. Значи, во нормален тек со закажување од 5 години. Сега, и ова да се скрати. Зошто да се прашувате, како новинари, зошто да се прашувате претходната влада, барем да ги имала формуларите, да ги имала пасошите, да имала сообраќајните, значи, а сега, еве вижи пример, одам на 10.1. За колата, тој ми вели да ја регистрирам, тој ми вели да си смениш НМК. Јас му велам че ја сменам НМК, дај ми ти сега со Северна Македонија. Немам образец. Епа, Тина, ако не му е јасно на овај народ која закашка работата, не дека и правдам другите, тогаш џабе зборуваме. Значи во најнормални услови со сите документи, над 5 години ти требаат. Последно, ако заузврат бара Грција од нас. А екипата на Телма предпладнено провери каква е состојбата на станицата за технички преглед, па да го погледнеме и прилогот на Симона Петровска. Дојдоа поради владината одлука дека ќе бидат бесплатни сообраќајните и возачките дозволи, но ги дочека непријатно изненадување бидејќи им кажале дека тие се наплаќаат. Дел од граѓаните останаа да чекаат ред, дел од нив си заминаа. Сега само што ја променив сообраќајната. Бесплатна ли? Не е бесплатна се уште. Велат подоцна, немале никако известување за тоа. Еве ја фискалната. 1136. Кажа дека не се плаќа. Се плаќа, абе бегај се лага, го искинува и си одам дома. И не идам, требаше и полицата да земам и сообраќајно. 1200 се плаќала. Абе, што е работа, не знаеме. Нема налепници. Прашам, рече, само сообраќајни има,
а не ми кажа дека се плаќат и да лепници нема, кога ќе биде, што ќе биде, не знам. Од владата која ја донесе оваа мерка за да се ублажи напнатата криза со документите со ново уставно име, вела дека одлуката ќе биде спроведена. Други детали не кажаа. Телма праша неколку станици за технички преглед, дали образците се бесплатни, а оттаму ни кажаа дека се уште немаат добиено дозвола од МВР тие да ги издаваат бесплатно. Од МВР пак велат дека образци за возачки има. Има и сообраќајни дозволи кои се во магазини се очекува да бидат испорачани за многу краток период. Ваква беше сликата утрова на една од станиците за технички преглед. Налепници нема, тврдат граѓаните и дел од станиците, додека пак од МВР вела дека тие се доставени во сите технички прегледи. Налепници се доставени во станиците за технички преглед. Доколку имате информации во кои станици нема налепници, известете не да извршиме проверка. Владата на вчерашната седница донесе одлука возачките со сообраќајните дозволи од денеска да бидат бесплатни, а истото важи и за налепниците. Возачите мора на регистарските таблички да имаат налепница НМК. Во спротивно, нема да може да ја напушта државата. Ето го погледнавме прилогот на Симона Петровска. Продолжуваме секако во живо со вас, со директно вклучување во црвена линија и секако споделете доколку имате и ваше лично искуство во процесот на промена на возачките и сообраќајните дозволи, кој што официјално денеска е бесплатна. Но како што видовме, а и слушавме од гледачот кој што прв се вклучи, дека сепак пари биле побарани. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, ја те слушам, ти дали не слушаш мене? Одлично ме слушам. Ајде, еве, дали вие направивте пред се промена на возачка и сообраќајна дозвола? Види, ја од вани ми е регистрирана со тоа Северна Македонија. На таблиците имам НМК. Значи, како сум ја регистрирал колата и таблицата ми ја дале со НМК. Добро. Не слушате? Да. Епа сега според вас од каде магично се создадоа пари за бесплатна промена? Не знам ја, тоа бесплатно е само фикција на граѓаните на Македонија. Македонче, уште долго ке трпиш ти вака, трпе ке се викаш и трајче. Еве, денеска добив информација од сигурен извор на Битпазар, иделе по 200 денари, предна, задна, НМК. Нека си идат луѓе, нека си купат таму, продаваат. Значи 200 денари. Сакате, ако не верувате, пуштете новинарско, истражувачко новинарство, проверете таму. Баш таму кај амбулантата Битпазар, човекот што ги купил денеска НМК, таму ги купил. Значи, Македонче уште долго ќе се нарекува Трпе, Трајче, Трајан, како да кажам други Според имена. вас, еве, дали треба да ја тужиме државата за стрес? Не, државата не би ја тужал. Ја би ги поапсил сите што се власт и собрание. Све тоа у фиока до дальнек, тамо 2855 година да излезат на површина. Само тоа е куртул од овие вакви мафијаши. Значи, се надевам здушно дека Владимир Путин ќе ја заврши работата во Украина и ќе тргне кон запад. Само е тоа спас за овакви криминални дејанија, дезинформации и макинации со народот и живување едноставно во собствениот народ. Благодарам многу Нешто за... неверојатно невидено. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Ќе ве потсетам тука секако многу повеќе можете да се информирате брзо секако и квалитетно доколку кликнете и на telma.com.mk. Еве уште еден наслов каде што препорачуваме да го задржите своето внимание. Отпорни на надворешни влијанија, достава по карго, НМК налепници на Facebook се продаваат за 50 денари парча. Значи за ете го насловот, значи за оваа информација можете да прочитате многу повеќе на telma.com.mk. Продолжуваме секако со вас. Ве прашуваме зошто всушност тоа да бидат бесплатни промените на возачките и сообраќајните дозволи не се направи всушност со сите документи. Од каде според вас сега магично се создадоа пари
И иако знаеме дека ништо не е бесплатно, како и да е најверојатно од нешто ќе биде скратено, но како и да е повторно е народот, односно сите ние сме тие кои што плаќаме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Од каде пари? Пари имаат оди. Пари имаат. Цркотиците. Само си одат тира толку од них. Те си одат. Јас мислам да си го продадеш името, задато. Што ти вреди на те? Што ти вреди тато? Те сава да црната листа. Кој си ти? Што си ти? Пишка да си. Дали треба според вас еве да се тужи државата за стрес? Не, тоа е така. Јас мислам дека тоа е не многу срамно реки. Да ме говори. Што се случува да бъде? Не може да работи со тај. Не може никој да работи. А оди, од каде пари бе? Луѓе, тоа е многу срамота. Срамота тоа вар. Да не вар, може да патуваш, тоа баде до коштова и има тоа лица касата. А те не обединети. Тоа баде до коштова. Јас питам дека. Ема почето да говори, пријател можено. Благодарам, поздрав до вас и како станете со црвена линија за да слушаме што и какви искуства си како и тоа со ве охрабруваме еве слободно да кажете во ова издание на црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Лјупчо, вие сте Да, јас сум. Па направивте ли вие промена на возачката и сообраќајната дозвола? Па мене ме рачунаат до групата на шпиони, ја уште лани си направив тоа, кога немаше гужва. Билете у март месец минатата година гужвата беше 20 дена. Многу проблемот настана од јуни месец кога Оливер Спасов искочи и кога кажа дека до 12 февруар, тогаш настана проблем. Меѓутоа ја како гледам проблемот? Проблемот е криви се и по политичарите, криви се и државата. Малци народот е крив, зашто им верувам многу. Зашто? Државата е крива дека затоа што требаше после потпишување на Преспанскиот договор, ако веќе имале порачано нови документи со старото лого, веднаш да го контактираат добавувачот, да ги stornираат. А она што се наоѓало во магазините на МВР, да си го сноси како трошок штета, како сега се сноси штета. И да ги донесе сите овие акти за продолжување на важната, како сега што ги носи, додека не дојдат новите образци да почне да издава нови образци како што требало. Јас сум да се обештетат, меѓутоа само оние што веќе им се издадени после потпишување на Преспанскиот договор документи со старото лого, а требало со новото лого да се издаваат. Значи на тие луѓе треба државата да им ги врати парите. А еве како, дали треба да им се вратат парите на оние што извадија возачки сообраќајни плати? Видете, пазете, јас кажам, сите оние што после Преспанскиот договор извадиле возачки пасоши сообраќајни. Така, добро, благодарам многу за јавувањето. Продолжете и вие да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Добро, одлично. Само едно кратко вака прашање. Дали сте спремни вака кондициони? Дали сме спремни? Што не ве слушнав? Кондициони. Кондиционо? Да. Сега ќе ви кажам нешто на кратко. Ајде. Слушајте ме подобро. Кога ќе се јавиш на број 070-92-92, нели ти пуштате на музика? Така. Чекајте. Знаеш колку се чека? 60 минути. Знаеш колку тоа? Треба многу оро да се игра, многу, нели, 1 сат и пол тоа е, така ли? Може и да се пие кафе, и да се пегла, и да се раскрива чисти. Одмараш, па да играш, па да умреш. Кажете ми, еве, според вас, од каде магично сега се појавија пари во буџетот, за да од сега па натаму бидат бесплатни промените на возачките и сообраќајните дозволи? Па ова не е просто, ова се е убаво, супер. Они знаат од каде варат магично се, они магични стапчини имат они. Знаат. Госпоđo, ќе ви кажам нешто едно. Мајка ми починала одамна. Ама кога платев за картони за здравство, тоа пред да почине мајка ми 3 дена унапред платев. Кога веќе требаа да се вратат после 3 дена, мајка ми дури не ги користеше картониве, отиде сирота. Отиде.
а пари не се врати. А дури не ги користиме. Кој ќе врати пари? Кој тој будала што ќе врати пари? Дали треба да се тужи државата за стрес? И да тужиш ништо. Зид додираш во глава. Така, големо благодарам Еве што и вие се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не следите, да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам. Овака, ќе покушам да кажам како да се вратат парите. А иначе, од буџетот, тие пари од буџет ќе зема од нас, ќе се земат и ќе се вратат. Вака ќе. Прво, ние сите имаме жиросметки, тековни сметки во банките, така да, а на самата лична карта постои матичен број. Куцни го матичниот број, ќе излезе и жиросметката на која. На тој начин, значи, нема потреба да одиме ние во полиција да бараме, да се пријавуваме и се. Директно може наједноставно, најбрзо, значи на овој начин да му ги вратат тие пари на оние граѓани кои што претходно значи платиле и на овој начин ќе им биде уплатени на нивната сметка. А иначе ако треба да се оди за 300-500 денара, ќе изгубиш 5 дена, однеси си, па дали е проверено, не платено, не наплатено и така натака, не само повеќе ќе се губи време и ништо повеќе од сето тоа. Единствено, да речем, оние кои што се помлади од 17 години, 18 години, кои немаат лична карта, значи нема ни матичен број, едино тие да изведат матичен број, значи и со тоа да бидат внесени во системот, да и на нив, ако платиле, да им се повратат тие пари. Ја мислам да најбезболно, најдобро на овој начин тие пари може да се вратат без многу губење време, а и самите службеници отвори тефтерот и само префрлај пари оноко. Ке посетам, внимавајте на тајмерот, ова особено важи за оние кои што може би ке посакаат за прв пат да се вклучат во контактна емисија како што е Црвена линија. Ние топло ве охрабруваме, бидејќи токму граѓаните, тоест вие сте оние кои што на лице место се соочувате со проблематиката за која што зборуваме денес. Ајде да видиме какви одговори ќе даде новиот гледач или може би гледачка. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Го имам слушано истиот гледач, истата теза. Не е то така. Јас имам на тоа проблем, да речеме, направено пред години. До Народна банка на Македонија треба да доставиш барање, па тие да ти ги вратат парите и задржуваат некој процент. Така да тој што ова го кажува, нека си провери. Ова посети телевизија го кажува истото. Сега, да се вратам на тоа, ти времето ми течи. Ова што велите од денески важат, еве видов, не важат да речеме дека бесплатно ќе бидат. Ова е гол популизам. Тука е таа работа на оваа власт. Се свести сега за да добија гласови и ајде са бесплатни ќе ги правиме тие. Истото како што го направи со пензиите, да додај уште пари. Јас од секогаш оваа власт СДС, од секогаш е величам затоа што се многу умни да го излажат народот. Како со бомбона бизнисот, со ефтина струја и така натаки, а на крајот ни внесуват да плаќаме струја за трансформатори, за според вас, жици. зошто ова се не се направи со сите документи? Ќе ми замени времето. Еве зошто, ќе ми замени времето, барам уште малце. Докажано е, за да смените вие 2,5 милиони пасоши, 1.700.000 возачки, во нормален тек не можете да го постигнете, во нормален тек за 5 години. Сега, кај спиеше ова власт, ова што го измисли и што подпиша, не знам. Значи, не разбирате што кажувам. Во нормален тек да биде, немаш време да испринташ. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Ајде да видиме какви следни одговори ќе дадат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до мене. Поздрав и до вас. И до телевизија Телно. Јас сега со себе се сложил, со Лупче само со едно сложил, бидејќи кажа дека народот е виновен. Извини, слабо те слушам. Да слушаме, продолжете. За пред 2022 година сменив возачка, комплет сообраќајна и пасош лична карта. На сите документи пишува нели Република Македонија, само на возачка Северна Македонија. Значи само на Северна пишува
само на возачка пишува Северна Македонија, а на пасошот и на лична карта пишува Република Македонија. Сега не ми е јасно зошто само на пасошот и на лична карта пишува Република Македонија, а на возачка Северна Македонија. Значи не са имале образци. Значи ние не сме виновни. И сега јас после една година, колку доаѓа, сега повторно пак ги заменувам. Значи тогаш има и Северна Македонија, има многу сливаци со Северна Македонија, а јас и жена ми немаме. Значи тогаш жаламе 200 Според вас дали треба да се тужи државата за предизвикан стрес? Како да се предизвика? Дали треба според вас да се тужи државата? Да, треба да се тужи, но нема ништо да плати. Бидејќи ние нешто сме тужени, веќе ние сме осудени. Значи ние веќе нешто ние сме осудени. Кој ќе тужиш? На кој досега правиш му брат? Рајде. Благодарам многу и вам за учеството и секако за вашите одговори. Слушавте досега од гледачите кои какви размислувања и искуства има, ќе продолжиме, верувам, со истото темпо. Споделувајте секако не само одговори, туку и искуства. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Да црвена. да се доискажам. Ако слободно. Вака, знаете што, околу тужбите, поскапа е тужбата и судската постапка отколку штетата. Па, за да докажете стресот, треба да идете на психијатар да вештачи. Тоа се плаќа. Па, зависи како и судија ќе паднете. Друг пример ќе ви кажам за надокнада штета. 86-та година во тогашната пошта се склучуваа договори за телефони. Договорот беше парите, ги давате парите веднаш, а после они ви ги префрлаат преку сметка. И ја тога платив 1000 марки. Ама за предизвикан стрес, мислите ли дека многу ќе чини тужбата? Мислам дека треба тешко се докажува. Сега слушате го ова за да сватите поентата. И на некои луѓе тогаш што имаат дадено по 1000 марки им ги вратија преку сметките. На нас што дадено не по 1000 марки, тогаш не фати промена, ни дадоа договори за здружување средства. Отидов кај народниот правобранител да барам право да ми признаат право на акции во Телекомот, ми викаат ти доброволно си склучил договор. И оди жали се. Со таков одговор од народниот правобранител, која тужба ќе добиете на суд, сакам да прашам. Телекомот се продаде, акциите мои пропаднаа, некој си ги зема парите, некој не си ги зема парите. Тоа е секогаш било така кај нас. Така и ќе продолжи. Само да се надеваме што помалку да биде и еднаш да престане. Да толку пријатно. Така, благодарам многу и тоа што повторно верувам го завртивте нашиот број. Ете и таа пракса е возможна во црвена линија, сега доколку сакате нови 90 секунди да се доискажете. Ајде да слушаме нови искуства и нови одговори од вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Убав и пријатен ден на гледачите и на вас. Благодарам многу исто. Во вашата емисија. Баш ме заинтересира темава да ви кажам. Целата оваа збрка е многу нелогична. Значи, кога се потпишал Преспанскиот договор, требало само да седнат на едно дигитронче да израчунаат за колку години треба да ги сменат жителите пасошите и да ги повлечат сите образци, да си купат само со Норд Македонија, затоа што, видите, многу е непријатна ситуацијата и за воопшто до странските држави. Ева од моје лично искуство ќе ви кажам. 2022 година менувам пасош, добивам пасош со Република Македонија. Имам виза, не е битно за која земја, па пишувам до амбасадата дека сум сменила пасош. Дали ми е валидна уште визата и дали треба да ја префрлам. Сега, сменувам повторно пасош. Значи, 5 пати на иста амбасада пишувате дека вашата земја е неспособна да се одлучи каков пасош да ви даде. Значи, каков печаток ние имаме кај странциве, да ви кажам. Толку вулгарно изгледаме, толку неписмено изгледаме, а се можело да се реши со повлекување на старите образци и составање на нови. Луѓето ќе си вадеа таму од 2019 нови пасоши и ќе се средеше се, зашто сега како да ви ги вратат парите? Мене два лични за сите документи 2 пати треба да ми наплатат. Многу неорганизирано. Така, благодарам многу, еве, тоа и се очекуваше да споделите сега како ваши лични искуства. Еве се отвори уште едно прашање, што е со оние кои што можеби извадиле визи на пасош кој што е релативно нов, но нели
направен со стари образци и сега повторно нов пасош и повторно контактирање иста амбасада за многу кусо време со оглед на тоа што станува збор за патна исправа. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Исто да се јавам со визата. Имам виза јас до 27 година. Ало, не ве слушаме. Ве слушаме, продолжете. До 27 година имаме виза и сега ни се пониште визата со пасош. И кој ќе ми плати мене? Треба јас да одам во Букуре сега за да земам виза. Овде немаме ние амбасада од таа држава. Дали сте ги контактирале од Министерството за надворешни работи да ви дадат насоки? Што во вашиот случај? Не сум контактирал. Добро, ќе контактирам. Него друго ме интересира. Вие викате да ја тужиме државата. Значи, за да се тужам предизвикан стрес. Значи, треба да се тужам сам себе си. Треба да се тужи со име и со презиме. Прво Заев, па после Ковачевски, па Спасовски, со име и со презиме треба да се тужат. Ало? Да, ве слушаме. Не сам себе да се тужам, државата. Ние сме државата. Не се тие државата. Треба со име и со презиме да се. Значи од Заев, од Ковачевски, од Спасовски, сите тие со име и со презиме треба да се тужат. Според вас, од каде магично се создадоа пари за бесплатна промена на возачките и сообраќајните дозволи? Лесна работа, ќе земат кредити ако треба, само да добијат гласови. Така, благодарам пред се што споделивте ваше искуство, ваш проблем со гледачите, така да тоа е оно што се очекува, бидејќи ова емисија целосно посветена на граѓаните. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Јас сум една од тие што во 2020 година извади пасош, лична карта и возачка дозвола под старото име. Сега извадив возачка и сообраќајна, нормално ја платив и сега чекам за да извадам пасош. Знаете што? Јас обично не верувам во теории на заговор. Меѓутоа, мислам дека дел од ова што се случува беше некој проектиран хаос кој излезе надвор од контрола, бидејќи за да водиш хаос треба да бидеш интелектуално способен тоа да го направиш. Ја поинаку не можам да објаснам оваа лудница што ни се случува во државата. Тоа дека ние како народ сме веќе отидени со паметот, што би рекле ние ни летнало гулапчето одамна веќе на сите, меѓутоа на која врата и да тропнеш, циркус. Значи циркус. И на конто на тоа, некој се зема за право да ме обвинува дека сум била ваков граѓанин на време, па ја не можам да висам, мене не ми е денеска сакаат они вака, утре сакаат онака, задутре сакаат вака. Што е тоа што според вас треба ли да се тужи државата за предизвикан стрес? За да тужиш држава треба да имаш држава. Ние докажавме дека немаме држава и треба да тужиме по име и по презиме. Која држава да ја тужиме? Така, благодарам многу што споделивте не само ваше мислење, туку и искуство. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Сега најчеш пример да ви кажам што ми се деси мене денеска. Ајде. Значи, имам закажано преку телефон на 29 мај оваа година идам за лична карта и за возачка дозвола. И за жената и за мене. Ми презакажа на 10 ми се јавија, ми презакажа за денеска. Денеска бе во 1,5 сат во пролеќ. Идам ја вадам тамо, се сликам за дозвола, а за лична карта ме нема. А кога ме прашувала што треба да извадите, викам лична карта и дозволата да ја сменам. И ме бара тамо по тоа листите, вика, дечко, вика, вас ме нема. И се што да правам, ја тебе пак бидам сега тамо. Пак да се мотретирам. И кажува дека бесплатно, јас си платив. И за жената, и за мене си платив, и за возачката, и за личната карта нејзина. Не знам што е работа.
Дали тоа не беше возможно да се санира на лице место? Немој, па ја им викам, и така сум дојден, викам, дај викам да барем, и така сум дојден, викам да не може дечко, вика, не смееме, вика тоа да го направи. Значи направен е пропуст при закажувањето. Според вас дали треба да се тужи државата за предизвикан стрес? Мартина, што ќе тужиш, бе? Не се бута дит со глава. Ама и стресе, братинче, и стресе тоа више, ама... Аджа? Така, поздрав најверојатно и до сопругата која што и преку вас учествуваше и во Црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Само дали го слушате овој тон? Намалете го тонот на телевизорот. Не е на тонот на телевизорот, тоа е кај што ја вртам веќе 10 пат и вака ми се јавуваат од пасоши за лична карта е вака. Така, во позадината тоа ви е фон. Добро. Овие веќе 5 или 6 пат кај што по саат време се пушта музика, не може да добиеме. Кажи ми, кој е крив тука, граѓаните или државата? Дали треба да се тужи државата за предизвикан стрес? Па, државата не треба да се тужи, туку треба сега на избори, кој ќе излеземе, да им кажеме кои си што се, и колку вредат и како вредат. Ништо поише. Зашто не е само пасошите и не е само документите и други работи. А зашто вртите во моментот? Зашто поднесувате барање за кажување? Значи ја ова ми е веќе 5 или 6 пат по саат време чекам, некои на Facebook пуштит. Значи саат време чекам и ќе ми исклучат после саат време, ќе ми викаат, ве молам, обидете се повторно. Значи за документи, за лична карта, за возачка, за све, не може да добиеме. Втора работа. Запнаа за тие вакцините. Кажи ми, дали имате сознание дали се тие безбедни вакцини или не, или само за портица работи? Имаме уште едно прашање. Според вас, од каде магично се создадоа пари за бесплатни возачки сообраќајни дозволи? Како да ја благодарам еве директно што се вели од лицето од лице место, од кај гледачот дома, како изгледа во позадина кога се врти бројот за закажување во Министерството за внатрешни работи. Одиме со вас, добар ден. Добар ден. Ке ве замолам малку погласно. Се јавувам вака, за моите документи. Имам полномошно за колата од ќерка ми. Лани во август ја регистрирам колата со полномошно. Значи вада ми зелен картон кој го плаќам 100 евра. Никој не спомнува за зелените картони. Што ќе биде? Мене ми е до август. Сега треба нов ли да вадам со НМК? Без да прашам, ми вика немаме поим ќе важи. Како ќе важи? Викам кога сообраќајната ќе ми ја смените со НОР, а зелениот картон останува со старото МК. Ќе отидам на граница, ќе ме вратат. Кога каде да ја барам правдата? Немам возачка немам, пасош немам, лична карта немам, сообраќајна немам, зелен картон немам. Заробена во сопствената држава. Според вас, од каде магично се создадоа пари за бесплатни возачки и сообраќајни дозволи? Не знам, стварно не би знаела. Според вас, дали треба да се тужи државата за предизвикан стрес? Па стрес, мислам дека тој Оливер Спасовски кажува дека јас не сум била на време. Јас сум била прошлата година. Пасошот ми е во 20-та извадена, возачката во 20-та, а сообраќајната е прошлата година регистрирана на колата. Каде јас сега да најдам ново полномошно? Ќерка ми е во странство. Така, големо благодарам и вам за вклучувањето во ова издание на Црвена линија. Ете, слушате досега какви искуства споделуваат гледачите, во овој случај граѓаните, па продолжуваме и понатаму се разбира со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ви благодарам, ве поздравувам. Па направивте ли промена на возачките на сообраќајната дозва? Имам направено. 21 година имам на новото. На се во ред кај мене. Само да ви кажам нешто. Партиски се јавуваат господава и кажуваат, они се додворуваат кон своите партии. Еве еден господин кажа за виза треба да додат за Романија, кај спомна, не знам, да му дадам еден совет. Кога ќе оди во партија тамо,
нека тамо комуницират. Да не им судиме на гледачите, ве молам. Не, само не, да ви кажам, искуство да ви пренесам, дека визата во стариот пасош што си е, дали е за Лондон, дали е за Америка, дали е за Швајцарија, она си останува тамо и со него заедно со двата пасоша си иде. То сите го знаеме тоа. Најново кажа дека е така. Додворување има кон партиите, има и во ред. Според вас, од каде магично се пронајдоа пари за бесплатни возачки сообраќајни? Казни има, колку се казните. Знаете ли, за прекршоци пари има МВР? Ние сме богата држава, имаме пари и од казни, имаме пари и од кредити. Меѓутоа, знаете што сакам да кажам? Џабе се додворуваме и јас на политичките партии. Сите не изневерија, само не знам на кого да му се додворувам. Кога неверна е жената или мажот, на кого да се додворуваме? Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Јас секако, ми јавува дека и нормално бевме, ова беше едно од богатите изданија на Црвена линија, така да веќе и дошло времето за реклами, а по рекламите ќе ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. По рекламите останува секако да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Уште едно подсетување, секако заследете не и на Facebook, каде што имаме објавено темата. Продолжете со дискусијата и по завршувањето на Црвена линија преку коментари, споделување, допаѓање и да не заборавиме секако да видите како се одговори денес во однос на прашањето дали треба да ја тужиме државата за стрес. Со да одговорија 93%, со не одговорија само 7%. Како и да е, што се однесува до расположение, она што следува секако е се, само не стрес. И ако биде возбудливо, секако стресните ситуации се врзани за едно еуфорично расположение, сосема логично, бидејќи ќе следуваат супер вредни награди. Со оглед на тоа што сме среда, среќен ден, главната награда, драги мои, е нов фрижидер. Па јас да ве подготвам и секако вас од Црвена линија кој што земавте учество ќе ви се заблагодарам, но истовремено и ќе ве поканам да заиграте и во заврти на Телма. Меморирајте ова се дел од прашањата кои што секако ќе ги имаме во квизот. Според што го добил бајонетот своето име? Во кој град во 1918 година била прогласена Вајмарската република? Кој учење за социјализмот го застапувале Роберт Овен и Шарл Фурие? И од која песна на Владо Јаневски е стихот "Кај Зоки малиот во џубокс, секојдневен парадокс"? Ајде некој од вас нека освои фрижидер, ве чекам веднаш до тркалото и се гледаме во заврти на Телма.